Рамковниот договор е дел од македонскиот устав. Инклузивноста е важна, но не смееме со своите амбиции да го запреме процесот. Прашањето доправа ќе се разговара на подпредседателско ниво. Премиерот Зоран Заев му одговори на вице-премиерот Османи, откако тој јавно порача дека Охридскиот договор треба да биде споменат во преамбулата со новите уставни измени. Охридскиот рамковен договор е составен дел од уставот на Република Македонија. Тој е вграден веќе после потпишувањето на рамковниот договор. Сакам да испратам порака дека инклузивноста на процесот е важна, но при тоа не смееме да со своите амбиции го застанеме целиот процес и го минимизираме во делот на времето неопходно за донесување на сите неопходни чекори. Овде и сите други чинители, пратениците, кои што вкупно 80 дадоа глас за да се отвори уставната промена, се важни. Секако со нив ќе разговараме и секако доколку тоа е прифатливо за сите, ќе ги продолжиме процесот. Вклучително и за ваквите изјави кои што ги слушнав и јас синоќ од медиумите. Вице-премиерот Бујар Османи пак порачува. Легитимно било да се бара правата на албанците да бидат дел од амандманските измени, бидејќи и онака Охридскиот договор бил еден од конститутивните документи на уставот кои се клучни во преамбулата на највисокиот правен акт. Во Преспанскиот договор е предвиден прецизирање на АСН со дефинирање на прогласот како основен документ. Ние сметаме дека при дефинирање на конститутивните документи на државата е логичен след на чекори, и тоа не е само барање на албанците, тоа е барање на сите политички партии во државата, бидејќи Охридскиот рамковен договор како уставни амандмани е вклопен во уставот, само што не е спомнат како документ. Иначе сите амандмани се интегрирани внатре. За различните изјави на владините функционери, премиерот одбегнува да одговори дали постојат разидување во коалицијата, вели секој може да има свој аспект и видување на работите. Токму рамката од Охрид, која значеше и крај на неколкумесечниот воен конфликт пред само 2 месеца, активната власт ја искористи како мост до Брисел. Па 17 годишнината ја прекажуваа како големо достигнување во однос на правата и положбата на албанците. Сега пак албанскиот политички блок притиска нивните барања за албанскиот јазик и државотворноста да се искористи со отварање на уставот како шанса која не треба да се пропушти.